Великден не е само празник. Доколку Исусовото воскресение е само религиски мит, тогаш тоа би било едно од најголемите и најбизарни лаги во историјата на човештвото. Лага која заблудила милиарди луѓе. Но ако е вистина, тогаш не би требало на таа вистина да ја направиме само син и да скролнеме на Facebook како да е некоја ефтина реклама за кондори. Доколку Исус навистина воскреснал, тоа потврдува дека се што кажал тој е така и дава директен одговор на суштински прашања од типот: има ли живот по смртта? Постои ли Бог? Што се моите гревови? Каде ќе бидам јас во вечноста? Вечноста е премногу долга за да ја утнеме на соката. Доколку некој дојде и ми каже дека го видел Тоше Преевски жив, се разбира дека нема му поверувам. Дури да тоа некој мој пријател, некој во кој што имам дорба, некој што никогаш не ме излажал, први поверувал дека таа личност малце забегала со паметот или се причинила отколку дека Тоше оживеал. Нека ми извини, ама не гледаме секој ден да оживуваат луѓе за така наивно да поверуваме во таква прича. Сакам сега да разгледаме 5 докази, 5 јаки причини зошто може да имаме доверба во Христовото воскресение. Но, доста го гледате мојот лик, ајде да одиме на PowerPoint и таму да видиме. Првиот факт е дека Исус бил јавно убиен. Нормално, за да имаме воскреснат Исус, мора да имаме први мртов Исус. Од каде знаеме дека Исус бил убиен? Покрај христијанските многу записи што ги имаме во Библијата, во Новиот Завет и навред Новиот Завет, и во први век, и во втори век. Имаме и во нехристијанските извори, дури и во непријателските извори, во римските извори, во еврејските извори. Еве два цитати, кои што може да стиснете пауза на видеото и да си ги прочитате на раато. Првиот е Светата книга на евреите, Вавилонскиот Талмуд, кој што во многу негативно светло го опишува Исус и го опишува тоа. Второто е од римскиот сенатор и врвен историчар Корнелиј Тацит, кој што пишува Анали и исто така го спомнува тоа. Еве, потоа нормално што Исус бил распнат, потоа бил погребан. Исус бил екзекутиран во петокот. Со оглед на тоа што било ден пред Пасхата, за големиот еврејски празник Пасха имало многу евреи дојдени од секаде од Блискиот Исток за да го прослават Пасхата во Ерусалим, во храмот. И така што многу луѓе биле сведоци на неговата екзекуција на Велики петок. Веќе во неделата гробот на Исус бил најден празен. Дале, стварно е празен. Од каде знаеме дека бил празен? Многу едноставно. Ако не бил празен, се што требале да направат римјаните и евреите е да го земат телото на Исус, да го стават на еден конј, да свртат 3 круга околу Ерусалим и тоа ќе му ставило крај уште во самиот зародиш на христијанството. Но бидејќи тоа не се случило, можеме да бидеме сигурни дека гробот бил навистина празен. Сега, бидејќи гробот бил празен, имаме само две опции. Или Исус Христос воскреснал, или некои го земале неговото тело и го извадиле надвор. Ајде да разгледаме оваа втора опција. Кој би можел, кој би имал мотив и доволно храброст да го направи тоа? Дали би можело тоа да бидат евреите и римјаните, например? Секако дека не. Па токму тие го растна Исус. Тие најмногу од сите го сака Исус мртов и го сака Исус да остане во гробот. Затоа што кога би сценирале некакво сценарио на воскреснат Исус, тогаш второто зло би било многу поголемо од првото зло. Тие го растна Исус за да го спречат неговото влијание помеѓу евреите кои што во голем број станувале христијани и правеле поделба меѓу еврејскиот народ, така што неразумно е да се верува дека тие би сценирале една теорија на заговор на воскресение и потоа да си направат проблем и да мачат и евреите и римјаните до 3 до 4 век таму да ги прогонуваат христијаните. Кога тие и погрешка би го направиле, тоа веднаш би го покажале телото на Исус за да го сопрат христијанското илегално тогаш движење во Римската империја. Дали би можело тоа да бидат учениците? Зошто следбеник на Исус би го крадел телото од гробницата? Прво не знам како ќе успел покрај таа римска стража, сепак таму не бил погребан некој рибарче таму, некој анонимус човек, туку бил погребан еврејски религиозни лидер кој што представувал опасност за Римската империја и историските извори кажуваат дури дека имало и римска стража. Но еве, дури да замислиме дека некаква нинџа операција била направена и некако влегле, учениците го земале телото за да направат некој пранк, некаква да нарушат малце монотонија, да им биде позабавен животот, сепак внимавајте дека сите тие потоци на маченички биле убивани за таа вера.
кој будала би го украл телото на Исус за потоа да гине. Знаете, дури да направите некоја шала, веднаш што ми ви стават нож под грло, ќе речете окей, се шалев, се зезам. Но вие маченички биле убивани поради нивната вера дека го виделе Исус Христос воскреснат. Така што неразумно е некој да умира, не некој, туку стотици христијани да умираат за таква лага. Луѓето не разгласувале празна гробница, туку разгласувале воскреснат Исус. Апостол Павле види дека Исус им се појавил на повеќе од 500 луѓе, од кои што повеќето од нив биле се уште живи во времето кога што го пишувал тоа писмо. Знаете, пола од 500 се 250, бидејќи вели повеќето од нив, тогаш барем 251 човек биле се уште живи и сведочеле дека го виделе Исус воскреснат. И доколку сведочеле само по 5 минути да ги изнесете на суд и да сведочат по 5 минути, тоа се 21 часа непрекинато сведочење пред судската порада. Колку моќно сведочење би било ова на суд, да кога би се судило дали Исус навистина воскреснал. И не само христијанските извори, еве гледаме и во римските извори, римскиот гувернер Плиний помладиот му пишува писмо на императорот Трајан, каде што е збунет зошто толку христијани се појавуваат на секаде и он пробувал да ги затиши, да ги апси, да ги убива, но вели дека ги има од секаква возраст, од секој ранг, машки, женски, големи, стари, млади, не само по градовите, туку по силата, вика и дека ова суеверие се шири како епидемија. Го нарекува суеверие, нормално бидејќи римски историчари, во непријателска идеолошка страна со христијаните. Зошто да им веруваме на сите овие христијани? Никој не би умрел за лага, особено не за лага која самиот си ја измислил. Може би еден двајца ќе се скренат со паметот, но дека, како што видовме, станува збор за стотици христијани кои што тврделе дека го виделе Исус воскреснат. И тие луѓе маченички гинале за таа вера. Погледнете што запишал римскиот историчар Корнелиј Тацит во неговите анали. Да не го читам, да не одзимам време, ќе си го паузирате видеото, ќе си го прочитате сами. Но ќе го прочитам мој вториот дел со дебелени букви. Беа изложени на подсмев од секаков вид, како додаток на нивната смрт. Беа облекувани во кожи од животни, растргнувани од лавовите и погубувани. Ова се тие гладиаторски арени што ги организирале римските императори. Или пак века беа распнувани на крстови или спалувани на клади, служејќи како светилници во ноќта, кога дневната светлина ќе ја снемаше. Може пробајте да го визуализирате ова што се случувало навечер кога нема електрично осветлување и да гледате луѓе христијани како горат на столбови и се што требале да направат за да не бидат така маченички убиени и да не гракаат наоколу дека се христијани. Но вие го правеле тоа затоа што го виделе Исус воскреснат и оттаму и имале храброст и смелост да го зборат тоа. Станува збор за старозаветните пророштва за Исус Христос. Пророштва запишани пред 600, 700, 800, 1000 години пред да се роди Исус. Има стотици такви пророштва, но има и такви кои што зборуваат за Христовата смрт, за Христовото распнување и за Христовото воскресение. Едно такво е запишано во Псалмите, 16-тиот псалм, каде што вели: нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види распаѓање. Има и други пророштва, во интерес на времето нема да ги прочитаме, сега може да си ги побарате во Библијата. Океј, ќе ви го покажам само пророштвото на пророкот Исаија, другите ќе си ги погледнете сами во Библијата. Ова пророштво е едно од омилените. Многу е фасцинантно колку содржи детали за Исусовото раснување. И 4 пати дури кажува дека Исус ќе биде раснат за гревовите на луѓето. Значи не само дека ќе биде, туку и зошто ќе биде раснат. И најпосле, пријатели мои, знаете, во животот со се ќе се избори човек, се ќе издржи и истрпи. И да е болест, ќе помине. И да е сиромаштија, ќе се издржи. И да е развод, ќе преболи, кога тогаш. Но со смртта, за смртта нема лек. Таа неповратно не одвојува од оние што ги сакаме. Смртта е последниот и најголем непријател на човекот. Епа, драги мои, ако Бог постои, ако тој е наш создател, наш татко небесен, тогаш од него очекувам да го порази овој најголем непријател на човекот, да ја порази смртта, да има власт над неа.
И токму тоа го гледам во Христовото победоносно Евангелие. Исус Христос воскресна. Исус ја победи смртта на Великден, на првиот Великден. Клинците не можеа да му ги задржат рацете на крстот. Гробот не можеше да му го задржи телото. Тие што го видоа воскреснат, ниту нивната смрт не можеше да им ги затвори устите, да не ја разгласуваат таа вест. Исус Христос воскресна. Нека ни е за многу години празников.